Определба на владата како доминантен собственик на Тутунски комбинат АД Прилеп е компанијата да се приватизира. Се разбира дека тоа е и главна задача на менеджментот на компанијата. Од многу разбирливи причини, значи во милион случаи се покажало дека државата не е добар стопанственик. Тоа е главната причина зашто е определбата приватизација. Во таа насока, една од првите мерки што ја превземавме беше да добиеме позитивен ревизорски извештај. Значи, Тутунски комбинат наназад најмалку 5 години има добивано негативни ревизорски извештаи од причини што нереално во тие извештаи се прикажува финансиската состојба во однос на побарувањата, залихите и други позиции од аспект на билансот на состојба. Значи, некои побарувања кои што се застарени, не биле резервирани, не биле отпишани залихи и така натаму. Со завршната сметка за 2011 година, тоа е и причината што прикажавме толку голема залиха, значи загуба, се извинувам, отпишавме преку 20 милиони евра и конечно добивме, значи прв пат по подолг временски период на коригираната завршна сметка добивме позитивен ревизорски извештај за консолидираниот биланс, значи на АД-то и на двата доели кои што се во целосна собственост на АД-то. Ова е, значи, еден од елементарните предуслови за да се појави потенцијален инвеститор. Се разбира дека секој инвеститор би сакал да знае што купува и какви се реално состојбите. Со негативни ревизорски извештаи, значи дека тоа што го имаме во книгите не одговара на реалноста, значи не знаеме која е реалноста. Така да сега знаеме која е реалноста. Исто така, како што знаете, владата го изгласа законот за конверзија на долгот према државата што го имаат загубарите меѓу кои Тутунски комбинат АД Прилеп. И еве можам да кажам денес дека комплетно ја завршивме постапката на конверзија, значи процедурата одеше се свика собрание, собранието го потврди, значи тој договор за конверзија и записниците што се направија со државните институции спрема кои имало долгови и конверзијата е завршена, што значи дека Тутунски комбинат е, така да кажам, растеретен од долг од околу 32 милиони и 600 илјади евра. Се разбира, со ова големо растеретување, комбинатот станува поатрактивен за евентуален стратешки инвеститор. Јас во некои претходни интервјуа зборував дека започнавме соработка со кинескиот партнер. Таа соработка си тече, се одвива во нагорна линија и една од заинтересираните страни е и кинескиот партнер. Имаше во повеќе наврати посети од нивни делегации на највисоко ниво. Меѓутоа, ставот на кинескиот партнер е дека нивниот предлог за соработка е да оди приватизацијата во две фази. Во првата фаза да се потпише договор за стратешко партнерство, при што они се спремни да инвестираат во машини, опрема, лабораторија, маркетинг, буџет и на тој начин во тој период од 2 до 3 години да го застана, така да кажеме, на нозе комбинатот.
и за сметка на тоа да бидат во предност при после таа фаза приватизацијата. Меѓутоа тоа се нивните ставови и желби, така натаму на владата е да одлучи дали затоа што определбата е приватизацијата да се заврши што поскоро, така да можно е владата да распише тендер во блиска иднина за продажба на комбинатот, а има најави од 4 до 5 други компании кои не би ги спомнал во оваа прилика, дека се заинтересирани, дека би подигнале во тој случај тендерска документација и би се пријавиле. Независно од процесот на приватизација, менеджментот на Тутунски комбинат прави напори да се стабилизира комбинатот во смисла да се намали генерирањето на загубите. Значи, тоа е главниот проблем, главниот терет кој што не притиска. Идејата е тоа да не се прави по цена на отпуштање на работници, иако е сосема јасно дека главната причина за генерирање на загубите е превработеноста. Меѓутоа, тука сакам да нагласам превработеност во однос на постоечкиот обем на производство што го има комбинатот, и тоа е факт дека е така. Од тие причини, заложбата на сегашниот менеджмент е да се изнајдат начини да се зголеми тој обем на производство, како би биле оправдани бројот на работници кои што го имаме и секако да се намали загубата или евентуално да дојдеме во позитива. Делумно успех во таа насока е постигнат. Значи, споредбено, ланската година, прво полугодие, со оваа година прво полугодие, билансот на успех, кој што како предпријатие кој котира на бирза сме обврзани на секој квартал да го објавуваме, бележиме драстично намалување на загубата. Значи, лани првото полугодие имавме загуба од 3.550.000 евра. Оваа година за првото полугодие загубата е 950.000 евра, се извинувам. И она што посебно не радува, нели комбинатот се состои од АДЕТО и двата доелви. За прв пат по не знам кој период, едниот доел, во случајот доел Тутун, прикажа позитивен резултат за првото полугодие. Тоа се должи на фактот што успеавме некако последните 2 години во континуитет да откупуваме некаде од прилика 3 милиони килограми тутун. И не само да го откупиме, туку и да го продадеме. И главно е тоа резултатот зашто е позитивен. Инаку цифрите се споредливи за полугодието, бидејќи загубата што ја споменав за претходната година, 2011, се прокнижени во четвртиот квартал, така да споредливи се периодите, да така кажам. Не споредуваме загубата со оние преку 20 милиони евра што ги споменав за 2011 година. Планираме да го зголемиме обемот на откуп на тутун. Успеваме да наоѓаме пласман за истиот, значи немаме посериозни проблеми со продажбата. Меѓутоа најгорчлив
проблем во тој дел ни е изнаоѓање средства за финансирање на откупот, бидејќи ние парите за откуп можеме да ги обезбедиме, да ги платиме на кооперантите во рок од 15 на дена, а истите ние би ги наплатиле текот како ќе го процесираме ориенталниот тутун и продадеме и наплатиме. Така да тој период на премостување мораме да изнајдеме средства кои што се во ранг на величина од некаде 8-9 милиони евра, меѓутоа еве во изминатите 2 години успеавме тоа да го постигнеме. Се надевам дека и оваа година ќе успееме во тоа, дури желбите се да го зголемиме барем на 3,5 милиони во контекст на она што го кажав, дека со зголемување на обемот на производство би биле оправдани поголемиот број на вработени кои што ги имаме. Во делот на фабриката за цигари, кажав дека во тек е реализација на подпишаниот од минатата година договор со кинеската компанија Honge Tobacco Group, еден од најголемите производители на цигари во Кина, со тоа и во светот. Работите се одвиваат во нагорна линија, меѓутоа ние не се задржуваме единствено на тој договор, бараме и други партнери, бидејќи нашите капацитети се поголеми од она што моментално го успеваме да го пласираме. Морам да кажам дека имам, поготово во последниот период, зголемен оптимизам дека ќе најдеме нови партнери и ќе го зголемиме драстично обемот на производство во фабриката за цигари, бидејќи во последниот период малтене секојдневно доаѓаат партнери заинтересирани да произведуваме цигари за нив. Очекуваме дека дел од нив ќе успееме да ги задржиме, да направиме договор. Имаме веќе и неколку подпишани договори и очекуваме да вродат со плод и со успех. Секако дека тој процес не е едноставен и не е брз, за жал. Значи, самата постапка, процедура на правење нов лиценцен бренд е доста сложена и одзема време. Меѓутоа, како што кажав, со неколку нови партнери веќе сме во поодмината фаза од истото и очекуваме дека тие договори ќе вродат со плод и ќе го зголемиме производството. Најголем интерес има за блискоисточниот пазар и за афричкиот пазар, меѓутоа имаме и компании кои што се заинтересирани за европскиот пазар. Во таа насока веќе се направени успешни проби со она што е обврска за настап на европскиот пазар, само гасечка цигарна хартија. Значи, веќе имаме успешни проби, значи спремни сме да произведуваме со таков тип хартија и да ги задоволиме сите критериуми и параметри кои што ги бара европскиот пазар. На почетокот би сакал да кажам дека договорот со така голем и значаен кинески партнер го сврте вниманието кон тутунскиот комбинат и ефектите од тоа, посредните ефекти од тоа се
евидентни. Значи, едноставно се вративме на картата на релевантни производители. Бевме заборавени дека постоиме, дека имаме капацитети, имаме знаење, можности и така натаму да произведеме конкурентен производ по квалитет и цена, и многу е евидентно дека постои зголемен интерес за соработка со комбинатот. Истиот интерес постои и за учество во приватизацијата. Значи, многу почесто се јавуваат заинтересирани компании да добиваат информации, така натаму да закажуваат состаноци. Она што би било како моја препорака до евентуално потенцијалниот купувач е дека Тутунски комбинат Прилеп има повеќе од 100-годишна традиција на обработка на тутун и производство на цигари, со самото тоа и акумулирано знаење и искуство. Има кадри способни, едуцирани и искусни тоа да го изработат по највисоките светски стандарди. Во однос на ориенталниот тутун, Македонија како држава станува многу интересна. Значи, веќе сме некаде 10% од скупното светско производство на ориентален тутун е Македонија, значи стануваме мощна и интересна, така да и тој дел, да кажеме, станува интересен како резултат на фактот што се намалува во околните земји производството на ориентален тутун, како што се Грција, Бугарија и Турција како најголем производител на ориентален тутун. А во делот на цигарите, значи Македонија географски се наоѓа во Европа. Меѓутоа, од друга страна, имаме среќа во несреќа што се уште не сме членка на Европската Унија. Таму се имплементираше нов закон за данок на производство, кој што задолжителни сите производители на цигари да го платат. Значи, тука имаме конкурентна предност во однос на останатите производители, а имаме од друга страна царински олеснувања и за Европската Унија и за земјите членки на ЦЕФТА договор. Да, мене вработените ми замераат кога ќе кажам дека е еден од главните проблеми и причина за генерирање на загубата превработеноста. Меѓутоа, тоа е факт и секогаш нагласувам во однос на постоечкиот обем на производство што го имаме, и секако тоа не значи дека тие се виновни што се довел комбинатот до ова дереч. Значи, има причини многу, не би се навраќал, така натаму ние гледаме напред и од оваа ситуација во која што сме, да ги подобриме состојбите